Добар ден на сите. Како прво да ви соопштам дека во текот на вчерашниот ден јавното обвинителство за организиран криминал има приведено 13 лица со полициски овластувања, со тоа што за неколку минути ќе следува и соопштение. Меѓутоа, само да ви соопштам во тој дел дека јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела, сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција, при основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, постапувајќи по кривична пријава, поднесена од страна на МВР, оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 13 полициски службеници. Во конкретниот случај постои основано сомнение дека во период од 14 март 2025 година до 16 март 2025 година на територијата на СВР Штип осомничените како службени лица сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност, имено истите како соизвршители не постапиле според прописите за мерките за заштита, одобриле план за акцијска контрола на угостителски објекти на подрачје на ПС Кочани, без да проверат дали истиот го има опфатено сите проверки во надлежност на МВР и дали се запазени одредбите од стандардните оперативни процедури за процена и управување со ризик при вршење на полициски работи. По овој план, кој бил изготвен врз основа на претходно изготвени планови, без било какви измени, било постапено и на 16 март 2025 година на место каде што биле собрани поголем број на луѓе во кабарето Пулс, не преземале мерки да спречат активирање на пиротехничка опрема на сцената каде настапувала музичката група ДНК, во моментот кога ја вршиле контролата, чие палење не било пријавено во полициска станица Кочани, а од која пиротехника како последица настанал пожар во дискотеката Пулс, со што не преземале мерки за заштита за присутните лица во дискотеката Пулс, каде поради несоодветните услови за работа во текот на акцијската контрола настанал пожар и со тоа предизвикале настапување на смрт на 62 лица и над 200 лица се здобиле со потешки и полесни телесни повреди. Имајќи предвид околностите, а заради непречено водење на кривичната постапка и заради обезбедување на присуство на обвинетите, јавниот обвинител на судијата на претходна постапка на Основниот кривичен суд Скопје предложи спрема осомничените да се определат следните мерки на предпазливост и тоа: забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојалиштето, обврска на обвинетите да се јавуваат повремено на определено службено лице или кај надлежен државен орган кој ќе ги определи судијата на претходна постапка, привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање. Забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со определени лица, осомничените во оваа постапка, како и забрана за преземање на определени работни активности полициски службени. Во моментов, јавниот обвинител постапува и не е во можност да истиот присуствува на ова пресконференција. Во однос на ова, само тоа можеме да споделиме, имајќи предвид дека во оваа фаза јавното обвинителство и не може ништо повеќе да
сподели некои поконкретни активности, односно действија во врска со овие ново приведени лица во јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. Во однос на другиот дел, зашто и денеска во главном сте поканети како медиуми и јавноста да се запознае, ќе истакнам дека јавното обвинителство во законски предвидениот рок постапуваше внимателно и го анализираше целиот прибран доказен материјал и денеска до Основниот суд во Кочани се поднесува обвинителен акт против 34 физички и 3 правни лица за кривични дела, со кои заеднички со учество во действие на извршување на кривично дело или со друг особен придонес кон извршување на делото, предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето и за имотот од големи размери на место каде што се собрани поголем број на луѓе, односно на 16 март 2025 година при настапот на музичката група ДНК во угостителскиот објект Клуб Пулс Кочани, каде во пожар 62 лица го загубија животот, со тешки телесни повреди се здобија 157, а со телесни повреди уште 54 лица. Обвинетите делото го сториле со свесно непостапување според прописите и техничките правила за заштита, а дел од нив и со директно општо опасно средство и действие со кое бил предизвикан пожар. Тројца обвинети во својство на одговорни лица, сопственици и управители на правното лице, Друштво за производство, трговија и услуги, Класик ДМ ДОО Кочани, со подружница Кабаре Пулс Кочани, односно Друштво за производство, трговија и услуги и угостителство, МММ Кафе Доел Кочани, со подружница на правното лице Клуб Пулс Кочани од 13.12.2012 година до 16. март 2025 година во наведениот објект вршеле угостителска дејност, иако објектот не ги исполнувал минимално техничките услови за вршење угостителска дејност согласно член 6 од Законот за угостителска дејност. Затоа немале решение за одобрение за реконструкција со пренамена од градоначалникот на општина Кочани согласно член 97 став 5 од Законот за градење. Објектот не бил предвиден за намена Б3, односно големи угостителски единици. За објектот немало основен проект за реконструкција со пренамена согласно член 47 став 1 од Законот за градење, со соодветни архитектонски градежни статика и со сеизмика, понатаму електротехнички сообраќајни, термотехнички и други проекти и елаборати согласно намената на градбата, како и посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи согласно член 70 од Законот за заштита и спасување. Не донеле и изработиле план и проценка на загрозеност и план за заштита и спасување согласно член 13 и 39 од Законот за заштита и спасување. Прво обвинетиот во временскиот период во 2012 година и 2024 година во повеќе наврати преземал градежни действија со кое извршил реконструкција со
пренамена на објектот при што неконтролирано без стручен надзор вградувал несоодветни материјали, синтетички полимерни материјали и полиуретански сунгер, кои носат ризик од лесно започнување и брзо ширење на пожар и други опасности од пожар, па во наведениот објект не биле исполнети минимално техничките услови, ниту основните стандарди и барања за заштита од пожар и за безбедност и заштита од пожар, за да во него се врши угостителска дејност. Практично, во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста и стабилноста на конструктивните елементи, бројот и големината на излезите за евакуација, бројот на паркинг места, преградувањето на објектот, но и во однос на предвидување, располагање и употреба на соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати. Обвинетиот, сопственик на објектот во кој функционирал клубот, со умисла помогнал така што дозволил и учествувал во градежните активности за вршење на угостителска дејност, иако знаел дека објектот во негова собственост нема таква дозволена намена, ниту пак како собственик поднел барање за реконструкција со пренамена. Обвинет е и братот на прво обвинетиот, како одговорно лице за продажба на влезници и контролирање на бројот на посетители и нивната возраст, бидејќи континуирано во договор со својот брат не постапувал според прописите и техничките правила за заштита согласно член 12 став 5 од Правилникот за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност, не водел сметка и продавал поголем број на влезници, со што овозможувал влез на поголем број посетители од дозволениот во клубот, воедно не постапувал согласно член 35 став 3 од Законот за угостителска дејност и дозволувал во објектот да влезат лица помлади од 18 години, иако бил свесен дека објектот не исполнува никакви безбедносни услови за заштита од пожари и знаел за незаконските действија на реконструкцијата, со пренамена со кои биле прекршени прописите и техничките правила за заштита. Обвинета е и собственичка на правно лице од Кочани, преку кои во 2012 година на барање на прво обвинетиот спротивно на член 47 од Законот за градење бил изготвен проект за пренамена на објектот во кој не биле содржани сите фази, односно делови и елаборати кои задолжително мора да ги содржи основниот проект. Во 2023 година, повторно незаконски, таа му изготвила основен проект, користејќи го како образец претходниот документ, при што ја смениле насловната страна како да е документот изготвен во 2023 година, за да може обвинетиот и инвеститорот МММ Кафе Доел Кочани понатаму незаконито да го користи документот како основа за вршење на угостителска дејност и добивање лиценца. Тројца обвинети во својство на службени лица, овластени градежни инспектори во општина Кочани, иако биле самостојни во вршењето инспекцијски надзор со непостапување според прописите и техничките правила за заштита,
спротивно на своите права и должности предвидени во Законот за градење и Законот за инспекцијски надзор во целиот период кога биле овластени градежни инспектори, воопшто не покренале и не воделе постапка за инспекцијски надзор по службена должност за утврдување на фактичка состојба и изведување на докази, не наредиле отстранување на неправилностите и не донеле решение за да го задолжат сопственикот за враќање на објектот во првобитна состојба. Свесни биле дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, но се согласиле со незиното настапување и овозможиле Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност кабаре. Обвинети се и 3 лица кои во период од 2012 година до 16 март 2025 година ја извршувале функцијата градоначалник на Кочани, бидејќи, иако согласно Законот за локална самоуправа, ја застапувале и представувале општината и биле должни да се грижат за спроведување и почитување на деталниот урбанистички план за општина Кочани, знаеле дека објектот, така нареченото кабаре клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови согласно член 97 став 1 од Законот за градење, а деталниот урбанистички план на општина Кочани не дозволувал на таа локација да постои угостителски објект кабаре, сепак не превзеле никакви службени дејствија за утврдување на неправилности, санкционирање и затворање на угостителскиот објект кабаре Пулс, па така, со своето непостапување му овозможиле на прво обвинетиот и правното лице незаконито да вршат угостителска дејност. Во услови кога сопственикот на објектот никогаш не поднел барање за реконструкција со пренамена, градоначалниците не наредиле надзор на овластените градежни инспектори во рамките на инспекцијската служба во состав на општина Кочани спротивно на Законот за инспекцијски надзор, не донеле годишна програма и не подготвиле месечни планови за работа на овластени градежни инспектори за вршење на инспекцијски надзор на наведениот објект, засновани на проценката на ризик со оглед дека да објектот е место каде што се собираат поголем број посетители и постоела опасност по нивните животи и здравје. За постоењето и работењето на овој клуб Пулс никогаш не ги известиле Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија дека објектот работи без да ги исполнува законските услови за таа намена. Воедно, спротивно и на неколку члена од Законот за заштита и спасување, иако постоел континуиран ризик, не преземале мерки за превенција за ублажување и спречување на настанување на можните опасности од други несреќи и не предложиле план за заштита и спасување кои задолжително се применуваат во објектите за вршење на туристичко-угостителска дејност. Без овој објект да биде впишан во регистарот на општината согласно член 4, член 4А и член 4Б од Законот за угостителска дејност, овозможиле на прво обвинетиот да плаќа надоместок за вршење на угостителска дејност кабаре во износ од 4.000 евра, од кои половина биле уплаќани на сметка на општината. Во однос на обезбедувањето на дискотеката, обвинение е поднесено исто така против
управителот на обвинетото правно лице, Агенција за обезбедување од Скопје и уште 4 лица припадници на обезбедувањето, од кои еден воопшто не поседувал лиценца за да врши физичко обезбедување, против реалниот собственик на агенцијата за кого истрагата беше отворена пред неколку дена, таа продолжува до незиното завршување. И тој не е во моментов опфатен со обвинението. Сите тие не постапиле согласно Законот за приватно обезбедување и не презеле мерки и активности за спречување и откривање на штетни појави против правни действија кои го загрозуваат телесниот интегритет и имотот што се обезбедува. Клубот Пулс го обезбедувале без писмен договор, без претходна безбедносна проценка и проверка на сигурносните услови на објектот, опасност и можност за евакуација во случај на опасност, проверка на влезови и излези и нивна исправност, како и преполнетост на капацитетот на посетители на објект. Сите овие услови наложувале агенцијата задолжително да изготви план за обезбедување при одржување на јавен ред на настан од забавен карактер со присуство на поголем број на посетители и да ангажира повеќе работници за обезбедување, а таков план не бил изготвен и доставен на одобрување до надлежен орган за подрачје каде што се случил настанот. На критичниот ден не контролирале и овозможиле влез и присуство на малолетни лица во објектот по полноќ, а исто така не го спречиле внесот и користењето на експлозивни материи, пиротехнички средства од страна на членови на музичката група ДНК со кои предизвикан пожар. 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување во период од 2012 година до 16 март 2025 година, како и едно службено лице, генерален инспектор кој за целиот тој временски период бил раководител на инспекцијската служба на ДЗС, заеднички со особен придонес во извршување на делото, иако биле свесни дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, се согласиле со незиното настапување и не преземале мерки и активности за заштита на животите и имотот на луѓето од пожари, предвидени во член 68 од Законот за заштита и спасување, не постапиле и според член 139 од Законот за заштита и спасување, односно не организирале надзор над проведување на одредбите од Законот за заштита и спасување и прописите кои произлегуваат од самиот закон и подзаконските акти, односно правилници. Директорите како службени лица на Дирекцијата за заштита и спасување не постапиле и според член 49 став 2 и член 55 став 2 од Законот за организација на органи на државната управа, со тоа што во целиот тој период не донеле одлука за распоредување работник, инспектор за заштита и спасување на општина Кочан. Обвинетиот раководел на инспекцијската служба, тој е и раководител, според член 31 од Законот за инспекцијски надзор, така што не е координирал и организирал работата на инспекцијската служба за да обезбеди ефикасна примена на прописите кои се однесуваат на инспекцијскиот надзор за заштита и спасување при изготвување на годишните планови за работа на инспекцијската служба, така што до 2020 година во годишните планови воопшто не предвидел спроведување инспекцијски надзор над објекти на општина Кочан.
од 2021 година постапувал спротивно на методологијата за проценка на ризик при планирање на инспекцијски надзор од областа на заштита и спасување, и иако знаел дека на подрачјето на општина Кочани има објекти кои вршат угостителска дејност, дискотеки и кабареа, никогаш не бил испланиран и спроведен инспекцијски надзор, а такви мерки и активности не бил преземен и во однос на дискотеки и кабареа низ целата држава. Со тоа, овие осомничени овозможиле угостителскиот објект Кабаре Пулс од Кочани да обавува дејност од забавен карактер, наменет за голем број на посетители, иако не ги исполнувал условите за заштита според пропишани стандарди, со што ги изложиле посетителите на угостителскиот објект на опасност во непроверен и неконтролиран субјект на надзор. Обвинети се и 5 државни службеници, еден државен секретар и 2 министри, воопшто не постапиле според прописите или техничките правила за мерките и заштита утврдени во член 6, член 20, член 21б и член 56 од Законот за угостителска дејност во врска со член 32 став 3 од Законот за инспекцијски надзор, на начин што во континуитет издавале лиценци за вршење угостителска дејност кабаре на објектот Кабаре Пулс во Кочани, иако согласно член 31 од Правилникот за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност во текот на целиот временски период објектот спаѓал во категорија на диско клуб, без при тоа да ги исполнува пропишаните минимално технички услови од Законот за угостителска дејност. Во состојба на нецелосна документација за издавање на лиценца воопшто не постапиле согласно член 24 став 1 од Правилникот за внатрешна организација и работа на Министерството за економија и не иницирале вршење на водредни инспекцијски надзор во Државниот пазарен инспекторат за проверка на минимално техничките услови. Во обвинението детално се наведени пропустите кај секоја од лиценците поединечно. Во оваа група за 5 лица, меѓу кои 2 поранешни министри, постапката е запрена, бидејќи обемот на прибраниот доказен материјал до овој момент не е доволен да се покрене обвинение против нив. Како поединечни случаи во истрагата се обезбедија докази за еден државен службеник кој постојано ги изготвувал лиценците за Пулс и кој директно побарал и примил подарок за себе и за други, за да изврши службено дејствие што не би смеел да го изврши. Во 2019 година прво обвинетиот побарал и добил 12.000 денари парична награда кои му биле исплатени на неговата банкарска сметка. Во 2024 година пак за поголема имотна корист од 226.000 денари на прво обвинетиот му изработил 2 фалсификувани лиценци кои ги заверил со службениот печат на Министерството за економија, а на кои своерачно се потпишал како да се потпишала обвинетата државна секретарка. Во однос на Државниот пазарен инспекторат и претходно појаснивме дека доказите упатуваат на поинакво ниво на одговорност кое во основа паѓа на инспекторите директно надлежни за контрола и самостојни во планирањето и извршувањето на надзорите. Затоа со обвинението се офатени 4 службени лица, инспектори од Одделението за инспекцијски надзор Штип со градовите
Кочани, Свети Николе, Делчево, Берово и Виница. Тие воопшто не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита пропишани со Законот за инспекцијски надзор, Законот за организација и работа на органите на државната управа, Законот за државен пазарен инспекторат, како и Законот за угостителска дејност и Правилникот за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност, иако биле свесни дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, но се согласиле со незиното настапување. Нивните пропусти исто така поединечно во временскиот период во кој не постапувале инспекторите се детално образложени во обвинението и за секој од нив ќе бидат изнесени соодветни докази. Сите овие действија на извршување и на свесно пропуштање на правна обврска се нераскинливи и се надоврзувале едно на друго директно кон последицата и свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Секој од овие алки имала моќ и законски надлежности да ја спречи трагедијата или да го намали потенцијалот на истата во однос на загубата на животите, но никој тоа не го направи. Како резултат на севкупноста на пропустите, на сите обвинети, на критичната вечер, на устно договорен настап без формално потпишан договор со музичката група ДНК, заради сценските ефекти при настапот била договорена и употреба на пиротехнички средства. Во клубот се пропуштале посетители, помеѓу кои и деца, со што бил надминат дозволениот број посетители. Јавните обвинители го утврдија потеклото, начинот на внес, поставување и активирање на 3 пиросценски уреди, пиротехнички фонтани, на 3 базни уреди со телескопска антена, кои се активирале истовремено. Експлозивната материја била набавена без одобрение за набавка, предвидено во член 15 став 2 од Законот за промет на експлозивни материи и спротивно на член 36 став 2 и член 40 од Законот за заштита од експлозивни материи за употреба на пиротехника. Покрај дел од членовите и придружбата на ДНК, од кои еден дел се починати, а за еден дел постапката е прекината, поради се уште лошата здравствена состојба, одговорност е лоцирана и кај прво обвинетиот собственик, неговиот син, управител на фирмата, и кај 4 членови на обезбедувањето на клубот. Пиротехничките средства биле употребени во целосно небезбедни и опасни услови за преземање на таквото действие, кои произлегле од вкупните пропусти на службените и одговорните лица за наведениот објект, кој целокупниот период континуирано воопшто не ги исполнувал законските услови за вршење на угостителска дејност. Фонтаните изфрлале искри во правец на плафонот над сцената и како резултат на тоа започнало прогресивно опажарување на полиуретанскиот сунгер, кој бил обложен плафонот во објектот, по кој веднаш пожарот се проширил по должината на целиот плафон, а потоа и низ целата внатрешност и конституција на објектот. Поради вградените материјали во објектот, кои биле без огноотпорни својства и не безбедните конструктивни зафати, почнал стихино да се шири отворен оган проследен со чад и висока температура во внатрешноста на објектот, поради што меѓу присутните посетители настанала
масовно, неконтролирано и панично бегање преку единствениот излез за евакуација, кој не бил безбеден затоа што на патот за евакуација во правец на напуштање на објектот од внатре кон надвор имало двокрилна двонасочна врата која представувала пречка за движењето. Самата надворешна врата немала евакуациона намена за систем за кочење во отворена положба и хоризонтален ракохват со пропишани димензии, заради што дополнително била отежната евакуацијата. Поради целосното непочитување на безбедносните правила за заштита од пожар, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Бидејќи единствената последица која ги врзува сите овие кривично-правни действија е катастрофалниот пожар, во кој животите ги загубија 62 лица, меѓу кои и 6 деца, на сите обвинети им се ставаат на товар дека извршиле кривични дела, тешки дела против општата сигурност од член 292 став 2, во врска со член 288 став 3 и во врска со член со став 2 од кривичниот закон. Дополнително, двајцата прво обвинети, татко и син, се теретат и за тешки дела против општата сигурност со член 292 став 2 во врска со член 288 став 3 во врска со став 1. Само поранешната секретарка во Министерството за економија е обвинета за тешки дела против општата сигурност од член 294 во врска со член 288 став 4 во врска со став 3 во врска со став 2 од кривичниот закон. Обвинетиот државен службеник од Министерството за економија, кај кого беа откриени и действија на подкуп, ќе одговара за едно кривично дело примање подкуп од член 357 став 1, исто така и кривично дело уште едно примање подкуп од член 357 став 4 во врска со став 1 и едно кривично дело фалсификување службена исправа од член 361 став 1 од кривичниот закон. За обвинетите правни лица исто така е поднесено обвинение за истото кривично дело за кое што и за физичките правни лица член 292 во врска со член 288 став 5 во врска со став 3. Ова досега се утврди од доказите и за овие обвинети. Со тоа што само ќе напоменам дека во однос на другите осомничени што се водеше истрага, постапката ќе запре, меѓутоа поради немање во моментов на доволно докази, што значи дека доколку во наредниот период се обезбедат докази, можно е постапката да продолжи и за нив, како и за евентуално други некои НН лица за кои ќе се обезбеди докази, имајќи предвид дека се уште во јавното обвинителство стигаат определени известувања, анонимни пријави и така натаму, кои што навистина треба да се пријави, да се проверат, Првен веднаш ќе искажам голема благодарност на тимот на јавните обвинители, кој што макотрпно работеше дури и по 20 часа дневно. Секако тука е Министерството за внатрешни работи, кој што постапуваше по наредби на јавното обвинителство. Меѓутоа, можам да ги пофалам и сите вештаци, имајќи предвид дека се изготвија многу квалитетни вештачења во многу краток период и голема благодарност на сите вештаци, и тоа како вештаците од
судска медицина, кој го утврдија причината за смрт, вештачење од градежен факултет, кој што вештачење е изготвено, односно одобрено и подпишано од 7 професори. Понатаму, вештачење од Институтот за хемија, исто така, многу квалитетно вештачење. Имаме исто така од МВР, форензика МВР, траги од лице место и телефонски анализи, вештачење од областа на анализа и испитување на спорни документи, ракописи и така натаму. Со тоа што можам да кажам дека во конкретниот случај јавното обвинителство до сега постапи во законски рок, со надчовечки напори успеа да тој рок се запази и се подигне обвинение само против овие лица. Знаете и сами дека дополнително едно лице се уште е во притвор, пред некој ден се донесе наредба, тоа лице дополнително ќе се води постапка и ќе се спои најверојатно со овој предмет или можеби суден. Во овој момент, во врска со овој кривично правен настан, ова можеме да ви соопштиме, со тоа што ќе напоменам дека обвинението, само диспозитивот е над 40 страници, а ова денеска го сублимиравме негде на отприлика можеби десетина највише страници. Друго, евентуално, што би можело да ви интересира, повелете, меѓутоа, само можам да ви соопштам дека се уште обвинителниот акт не е на правна сила и не смееме да образлагаме докази и од кои докази што произлегува, како и кој што од обвинетите какво действие презел, имајќи предвид дека тоа не е и дозволено и не е професионално од наша страна. Благодарам. Ако има некои прашања во врска конкретно со овој кривично правен настан. Постапката се запира за, само момент, ќе ви имав и бројот. Имаме еден прекин на постапката, се запира за 9, 10 лица и едно вкупно за 9 физички лица, тоа го имав запишано, меѓутоа како број. Да. Што значи дека се запира, меѓутоа поради немање на доволно докази. Со оглед дека во понатамошниот дел можеби ќе се обезбедат докази како за овие и евентуално некои други лица и постапката може да продолжи. Само по еден извод. Двајца министри поранешни за економија, а другите функции во моментов не можем затоа што треба да и барам, ќе изгуби време. Само по еден извод. Временски период, обвинението за целиот временски период. Строго да ви кажем за која година не се го може. Да, кога биле министри, нормално. Значи, за 20 министри се запира постапката во период кога истите биле министри. Не можем да ви кажам кој, имајќи предвид за другите има обвинение. За периодот во кој што биле на функција. Во кој мандат биле министри? Во кои години биле министри? Уште една ќе ви повторам, значи, во однос на овие министри не можеме да ви окажеме периодот у моментов, затоа што тоа согласно нашите професионални стандарди не дозволува и само можам да ви кажам дека за нив постапката во моментов е запрена поради немање на доволно докази. Значи, само можем да кажам на бројка, а евентуално обвинителите кои работат
поделно по области, можеби повеќе може да ви соопшти. Ако само периодите кои се, не мора име и презиме. Периодот ги врзува, тоа веќе И па ако кажеш. значи тоа е веќе упатувачки дека е периодот. Значи знам дека ве интересира државниот пазарен инспекторат и при Знам дека ви интересира државниот пазарен инспекторат и при произнесувањето на републичкиот јавен обвинител ви беше спомнато дека во оваа ситуација поинаку е постапувањето. Овдека лоцирани се, обезбедени се докази за постапувањето на локално ниво. Надлежностите на повисоко ниво биле во план. Во овој случај има докази дека за целиот период има план, ама тој план несоодветно се спроведувал. Што значи тоа? Тоа значи дека они излагале на лице место, меѓутоа пренесувале погрешна информација, дека се е во ред, дека се исполнети условите. Заради тоа, оваа ситуација поинаку е ценета. Доколку се обезбедат докази и понатака за нивна одговорност, секако дека постои можност. Тоа е. Лица не можеме да кажеме. Значи вака, имаме еден прекин, имаме исто така едно запирање, еден починат и останатите са за запирање со, ви кажа, поради немање на доказ. Вака сега. Во истрага беа 47 плюс 3 правни лица, 3 беа, 47, 30, сега са 34 плюс 3 правни лица. Плюс 3 правни лица, да. 11 запирање, еден починат и еден прекин. Во момент. Обвинителя во делот на правната квалификација. Кажите. Дали сте свесни за товарот на докажување, бидејќи одите со едно кривично дело за сите осумничени, односно обвинети? Зошто се одлучите за оваа правна квалификација и за лицата кои што се службеници во таа смисла? Зошто не обвинителството отиде со, да речеме, дело кои што се за злоупотреба на службената положба и овластување, несловесно работење во службата и така натаму, бидејќи во овој случај станува збор за мисивен делит, како добро да расправ, значи пропуштање практично на нивните законски обврски и како обвинителството ќе докаже последицата што настапила преку нивното постапување, односно непостапување. Вака, во однос, зошто обвинителството? Затоа што од доказите тоа произлегува за тоа кривично дело, а друго кривично дело не може да има овие вие што испомнавте, имајќи предвид дека таму последица не е смрт. За кривично дело, несовесно работење, што спомнавте, и за кривично дело злоупотреба, последицата не е смрт. Во нашата теорија и обезбедени се докази за овие кривични дела. Со тоа што можам да кажам дека евентуалното умисло е действие, меѓутоа последицата е небрежност, тоа го каже обвинителот минатиот пат на значи соизвршителството како термин, како поим е и особено учество, што значи дека има повеќе околности во однос на особен придонес. И односно особен придонес. Така. 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 Тоа е така и на почетокот размислувавме дека ќе има можеби околу 50 обвинети и тоа ни беше проблем, меѓутоа со оглед дека од доказите произлезе само дека се обвинети овие лица, а имајќи го предвид и претходното искуство со предмети што се воделе во обвинителството со 30 обвинети, сметавме поради целисходност на постапката може да се води единствена постапка, меѓутоа секогаш има можност да се раздвои оваа постапка, имајќи предвид дека и действијата се поделени во однос на обвинението. Меѓутоа, за да евентуално нема некакви практични проблеми,
доколку се работи за две постапки, па таму едните обвинети да станат сведоци у другата постапка, ние како тимот на јавни обвинители одлучи во моментов да се води единствена постапка, имајќи предвид дека сепак бројот не е толку голем, а ценијќи го и претходното искуство дека може да се води во конкретно случај една постапка. За сите. Добро, имајќи само ако може најасно да ви кажете дека првично имало 47 осомничени, а сега има 34. Така е. 14 помалку. Да. За 9 се запира постапка. Не, за 11. За 11. Така. Па за Па еден прекин е, само момент. Еден ако може само да одговори. Значи, еден е починат и еден е прекин поради здравствена состојба. За 11. Значи, запирање има за 11. Значи, да ги разликуваме поимите запирање и прекин. Запирање е една работа, прекин е сосема друга работа. Прекин е за еден кој што здравствената состојба не му дозволува и за другиот кој е починат. И 11, ама чекајте да кажам. Па 14 се и 11 се за запирање поради немање на доказ. А мислим јас. Значи, првично ги рачунаат и правните лица, одека 30 без правните лица. Колку е сигурно обвинителството дека брендот е они кои што носат пиротехниката, имајќи го предвид дека и претходно во таа дискотека се организирале пиротехнички шоа, и дали обвинителството истражуваше кој е тој кој што е продал оваа нелегална пиротехника, на кој да е, кој што натре нелегално ја употреби. Обвинителството е сигурно во тоа и затоа поднесе обвинение. Кој, што, како, на кој начин ја внел, набавил пиротехниката, тоа го испомна во моето излагање. Ова е дел само од обвинението кое што содржи 40 страници и точно е определено начинот, каде е, како, што е и така натаму да не се повторува. Добро, дали истражувате од каде е набавено? Се е истражувано и тоа во текот на постапката ќе се докаже. Не, ама дали имате... Значи, ќе повторам, обвинението е засновано на докази. Токму од овие докази произлегува се она што вие прашавте. Добро. Вие тврдите дека ДНК ја донало пиротехниката во дискотеката, така? Ако е тоа така, од каде ДНК ја набавила таа? Значи, детали во однос на ова ќе изнесеме на суд и тоа е дел од доказната постапка. Дали била нелегално или легално? Кажав му тоа. Добро, истражувате ли од кого? И тоа колку што се сеќавам, спомнав. И истражуваме и се спомнав. Добро. Имам уште едно само. Кажете. Во однос на сите овие инспекторати кои што не постапиле во изминатиот период, затоа што со денот на несреќата. Имајќи во предвид дека таа дискотека немала никаква валидна лиценца, никаков документ, таа вечер не смеела да работи. Има ли лица опфатени со обвинението и со истрагата, кои што биле денва на функција, вечерта на функција, а кои што сега ќе се покренат? Значи, во однос на, ако се интересирате на полициските службеници, во кои се други лица? За инспектори, државен пазар. Дали биле вечерта во дискотеката? Тоа ве интересира? Не, дали има за нив обвинение затоа што не постапиле? За сите што ги ако добро внимававте што прочитав, по име и презиме не ги презентираме затоа што тоа не ни дозволува професионалноста во однос на останатото од содржината, седам дека свативте за кои лица и како е поднесено обвинение. Значи има и од Пазарен, и од УЈП, и од... Така, само за дел са запрени во стапките, за дел се уште стојат. Има обвинение. За УЈП не. Како да може УЈП ја казнува дискотека да блокира? Како е можно тоа произлезе од доказите? Од доказите што ги обезведивме, произлезе ова и затоа само против овие лица е поднесено обвинение.
за сите лица што ќе биде запрена постапката, не само што ќе бараме окинувањето кои и сите мерки, односно ако имаат патни исправи и така натаму, ќе им се вратат. Како бројка, еве, ако може обвинителот од Кочани, мада тоа не е... Вака сега, таа бројка за 13 лица се предложени ублажување на мерки, меѓутоа на дневна основа се менуваат бројките и предложените мерки поради предлози и барање од самите обвинети за промени на мерки притвор, или за куќен притвор, или за мерки на предпазливост. Така да ти извините со прецизна бројка колку, од тие причини сега не можеме да се произнесеме и да кажеме колку се точно. Обвинителя ја спомнавте вратата на дискусијата плюс дека не била службена. Но ние говорихме него од едините детали, вратите биле држани затворени, не можете да... Значи, ништо не можам повеќе да ви кажам од она што соопште. Во обвинението е строго прецизно наведено што било, како било и така натаму, така во тој дел, навистина, се извинувам, не можам детали да ви споредувам. Обвинителя за полициските службеници и синаќа приведени. Така. Може ли да ни објасните што беше тоа што обвинителството му треба 3 месеци да го свати за нив, тие биле таму, биле за таа вечер ангажирани и постапувале. Што е тоа што синоќа го дознавте, а не на 17 мај, на 18 мај, кога ги приведувавте и осомничувавте и сите предходни од предходните години? Како за нив имаше докази? Зошто овие актуелните најтешки се за обвинување? Не го дознавме синоќа, се водеше предистражна постапка во координација со МВР, со тоа што, откако се обезбедија докази, се поднесе кривична пријава од страна на МВР и против овие лица. МВР беше во координација со јавниот обвинител за организиран криминал, кој што издаваше наредби, дел од лицата беа и сослушувани претходно, така да не е ова сега што ние сме дознали, туку сега прибравме докази со тоа што и дел од доказите кои тимот на обвинители ги прибра во оваа постапка се даваат како докази и во постапката за полициските службеници. Значи, во однос на ова, сите што е потребно ги прибавивме, меѓутоа во однос на другиот дел, за полициските службеници, таму имат 14 и денеска плюс, или 15, не се и денеска плюс 13, се води истрага. Обвинител, имајќи во предвид дека рековте дека сте чекале од МВР да ги прибави доказите, да ги обезбеди за делувањето на полициските службеници, дали можеби имаше некакви обложувања, почиње на целата постапка од страна на Министерството за внатрешни работи, затоа што 3 месеци се премногу. Вие 90% дали против кои што и протестуваат обвинени и беа дел од постапката, беа обвинети во првите 3 месеци не са предолго, 3 месеци са дури и малку, имајќи предвид сложеноста на предметот, надлежностите на сите евентуални тогаш сторители, со тоа што само откако ќе се соберат докази, ви кажавме дека и во текот на дававме соопштенија, сослушани се помалку од 400 сведоци оштетени, кои што дадоа релевантни докази и врз основа на целокупните докази што овој обвинителски тим ги прибра, заедно со доказите кои што ги има јавното обвинителство за организиран криминал, МВР има поднесено кривична пријава против овие 13 полициски службеници. Значи, истрагата е навистина брза и ефикасна и никој не може да ни забележи дека истрагата се одоговлекува. До сега, никогаш, ама никогаш немало за околку краток рок истрага против
толку голем број на лица. Обвинителя никогаш не сте зависеле од поднесување кривични пријави директно од МВР. Понекогаш и вие сте обвинителството давало на. Значи, вака, Прашам, во што се разликуваат или зашто се осомничени првата тура веднаш од започнала тие поранешните 7 луѓе и зашто се овие и каде им се разликуваат делата, може нешто. Вака, ја мислам дека ви соопштив, очигледно може би сте пропуштиле. И првите, и сега се за иста законска одредба. Со тоа што и првите имаа кривична пријава од МВР и сега овие имаат кривична пријава од МВР. Меѓутоа, МВР работи по наредби на јавното обвинителство. Во текот на овој цел период, јавното обвинителство давало наредби на МВР да спроведе одредени активности и да преземе одредени действија. Со тоа што сега дури, а воедно и доказите од ова јавно обвинителство укажуваат на тоа дека истрагата таму треба да се прошири и затоа се приведени и овие 13 полициски службеници. Тие се надлежно со овој оклопот. Само момент. Значи, детали не можеме да ви споделуваме сега во оваа фаза, имајќи предвид дека се уште еве во моментов се сослушува. Само еден, ве молам. Што? Не можеме тоа да ви кажеме ни колку, ни како во овој момент, имајќи предвид дека тоа е надлежност се уште на јавното обвинителство за организиран криминал и во моментов не можеше да присуствува ниту јавниот обвинител кој што постапува по тој предмет, имајќи предвид дека во моментов е и таму се уште запад. Конкретни действија сега во оваа фаза ви кажав се води истрага во организиран криминал. Конкретни действија за конкретен осомничен не можеме да ви соопштиме. Само момент. Така. Значи, обвинение ви кажав против кого има и ви ги кажав действијата. Доколку има нови докази, ќе има и истрага и против нив, односно вие зборите обвинение. Значи, истрагата за овој кривично правен настан не е. Еве ќе ви соопштам и нешто друго. Од прибраните докази до сега произлегуваат и други кривични дела, што не се поврзани со овој настан. Тие кривични дела ќе бидат дадени на надлежно обвинителство да постапува. Само Ама видите, детали од ова ви реков е во обвинението. Обвинителя дали од финансиска полиција сте добиле некакви податоци за финансиско за работење на фирмите, бидејќи знаеме дека се споменуваше. Сега кажавте и генерално имали казни од УЈП и за неиздавање. Може да го. Еве обвинителот. Истрага се уште трае и заради тоа не можеме да ви даваме дополнителни информации. А дека се води, се води. Околопштинските инспектори и обвинителя. Велите, градоначалниците не им наредиле да направат инспекцијски надзори, веќе не им дале насока, сега не знам точно околу година. Според законот за инспекцијски надзор, инспекторите се самостојни во вршењето на нивната дејност и ништо не би требало да завршат тоа што ќе рече градоначалникот, затоа се инспектори. Како го образувате едното со другото? Тоа е опишано во обвинението. И не можеме, затоа што сега не смееме да даваме детали на ниеден од обвинетите, имајќи предвид дека се е тоа наведено во обвинителниот акт, кој се уште не е стапен на правна сила. Обвинителе, кажавте дека продолжува истрагата за тајниот собственик на приватната осигурителна компанија. Во притвор е, да, тој е во притвор и за него се води истрага. Добро, дали истражувате и во таа насока дека кој му дал лиценца на него да Се што е поврзано со овој кривично правен настан во однос на овој осомничен кој во моментов е во притвор се испитува.
Не знам, прашање уште еднаш не ми е јасно. Дали истражувано е се што е потребно за овој кривичен правен настан во рамки на кривичното дело за кое што доколку има нешто ново, за ново кривично дело и понатаму ќе се истражува и ќе се води постапка и за тоа. Дали фирмата Рубикон е причината зошто работела дискотеката на Ковачевци? Газдата на Рубикон, собственикот што е управител, во моментов е во притвор. Против него се води истражна постапка, што значи дека сите тие околности и факти што се потребни за утврдување на вина кај него ќе бидат утврдени. Што ќе се испитува тамо, јавниот обвинител кој што го води предметот ќе презема дејство и се што е потребно во врска со овој кривичен правен настан ќе испитува. Сакаше да прашам, тоа е интересира и целата јавност. Сите ние се прашуваме како оваа дискотека напроти сите законски норми функционирала толку долго време. Дали во случајот е за последниот период била таа во некаква заштита од власта, бидејќи факт е дека главниот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, кој неодамна беше приведен и отворена и за него истрага, е уствари многу близок и член на ВМРО-ДПМН и бивши нејзин. Во неколку наши соопштенија, тоа го истакнав јас, дека и нас ни е чудно, и на целата јавност, како целиот период од најмалку 10 години никој не вршел таму надзор. Во однос на ова, вие што тврдите дека наводно бил заштитен од власта, во овој период, од 2012 до настанот се менувале повеќе власти, тоа ми е во моментов јавното обвинителство се уште го нема докажано. Така. Трошоците за постапката досега ако имали некакви мерки и ги платиме сите од државниот буџет. Имате ли одговорност дека сте промашили огромна бројка на 2011, кога не се 20 бројка? Не сме промашили и постапката не значи дека ако е запрена не може да се продолжи штом ако се обезбедат и други докази. Обвинителите според вашата теорија, вие сте обвинителите опаќате и лица кои што со своето непостапување пред 12 години придонеле да се случи трагедија. Меѓутоа, не ги опаќате со обвинението луѓето кои што ја продале пиротехниката нелегално или оние кои со своето непостапување дозволиле да се убезе, да се продава сама. Се што е произлегува од доказите, ние сме постапиле и имаме обвинение. За периодот од 2012 до денот на настанот, токму тоа е континуитетот за поведување на постапка, односно за подигање на обвинение против за овие обвинети за ова кривично дело. Добро, може ли да не откриете од вчера приведените полициски службеници на кои позиции биле во полицијата и бидејќи кажавте исто пред некоја недела дека ќе проверувате и работат на Кршанската болница во однос на тоа колку кислород има во неа да... Не сум кажал такво нешто, дека обвинителството ќе ја проверува Кочанската болница дали имало кислород или не. Такво не сум кажал, не знам тоа од каде сте ослушнале, а во однос на другото прашање што реков, има началници, има тамо раководители, немам подетални информации, освен ова што ви го кажав како соопштение. Дали съществува јасно, обидувам да прашам, дали се тие кои што донале оперативен план за акцијата или... Јас мислам дека во соопштението, ако треба ќе ви го прочитам уште еднаш, стои тоа, а соопштението мислим дека веќе е пуштено во овој момент токму на тие околности. Благодарам.